Добар ден, разговараме со Билјана Ѓоргиевска, извршна директорка на Советот за етика во медиумите на Македонија. Пред се ви благодарам што прифативте да разговараме на тема која што во периодов е малце повеќе од актуелна со оглед на дезинформациите, пропагандата и шпекулациите, теориите на заговор со последниве случувања со, за жал, убиството на малата Вања. Веднаш би почнале со првото прашање: кои се клучните елементи во борба против дезинформациите, пропагандата и хибридните закани, и дали досега имате некаква представка до Советот? Јас ви благодарам за поканата. Кога веќе се навраќаме на овој тажен случај, убиството на девојчето од 14 години, имаме една пријава до Комисијата за жалби, деновиве стигна, се однесува на медиум кој објави дезинформации, лажни вести дека девојчето е најдено некаде во соседна земја, и со тоа покрена нова бура реакции од и онака вознемирената јавност. Дури имаше и сугестии ваквата дезинформација да внесе и меѓуетнички елемент во целата и без тоа тажна приказна, така што таква пријава дојде до Комисијата за жалби, ќе биде разгледана на следната седница на Комисијата. Ние исто така реагиравме со повик, со апел до медиумите, да водат сметка за сите правила посочени во насоките за известување во онлайн медиумите и кодексот на новинарите, да ги почитуваат правилата, да го почитуваат посебно членот 7, каде што се бара внимателност заради сензитивните теми и приватноста на семејството засегнато од оваа приказна. Меѓутоа, овој случај покрена безброј реакции и од самата јавност, преку социјалните мрежи и од медиумите кои гледаа за некој клик повеќе да објават што по-ризични, би рекла, во наводници, односно што и многу непотврдени информации, така што со тоа потпалуваа уште повеќе шпекулирање меѓу вознемиреното население. Приказната е само, овој тажен случај е само еден од примерите како една дезинформација од медиумот кој ќе биде разгледуван од Комисијата може уште повеќе да ја потпали и без тоа разгорената емоционална состојба во целото општество. Да. Кои се клучните елементи во борбата против дезинформациите? Клучни елементи, тоа е широка тема. Јас би почнала пред се од степенот на образованост, односно од степенот на медиумска писменост кај општото население, а за подобрување на медиумската писменост не се задолжени само медиумите, се разбира се, меѓутоа тука и целиот образовен систем, тука се и сите институции и сите организации кои работат со луѓе, даваат услуги на разни начини и на свој начин можат да се вклучат во подигање на медиумската писменост и на свесноста кај населението дека не секој збор слободно може да се каже без да се обмислат последиците. Спомнавте дека невладините и медиумите, но какви се капацитетите на нашата држава да се справи со овие предизвици? Секогаш е убаво да речеме дека се покренува координирана акција. Например, во моментов се покренува координирана акција против говорот на омраза, со учество на државните институции, невладиниот сектор, други меѓународни организации кои ја поддржуваат мрежата, за да се подигне исто така и свесноста, но и санкциите кога станува збор за говор на омраза. Истото би било потребно и кога станува збор за дезинформации, иако јас знам дека постојат многу мрежи за борба против дезинформации, но доколку тие се поединечни, сепарирани, а не се координирани и не се представат пред јавноста како една широка кампања, веројатно и резултатот ќе биде помал.
Каде треба да се подобри системот на функционирање? Каде треба да се, односно институциите, каде треба да се насочат во борбата против дезинформациите и да ги на некој начин да го спречат она странско малигно дејствување? Кога зборуваме за странско малигно дејствување, јас предпоставувам дека ќе го посочите руското влијание во целиот регион, со подкопување на довербата во институциите и подкопување на довербата кон европските вредности и Европската Унија. Се разбира, спротивставувањето на ваквото влијание е промовирање токму на овие вредности и од институциите и од сите други чинители во општеството, дека тоа се вредностите кон кои оваа земја уште пред 3 децении се има отворено, определено, и колку и да е напорен патот до постигнување, треба да се остане на таа патека, на таа линија, со постепено чекорење напред, бидејќи знам дека ќе има реакции од типот Европската Унија нас не сака и така натаму, меѓутоа ние исто така мораме, да си ги завршиме реформите дома, да го исчистиме општеството колку што може повеќе од корупција и од другите негативности кои нема да ни го отворат патот кон Европа, а за тоа некако сме помалку расположени како заедница. Ако зборуваме за институцијата од каде што јас доаѓам, односно за Советот за етика во медиумите, една од алатките е да се пријавуваат сите предпоставени од индивидуалец или од организација дезинформации, неточни вести, лажни информации во медиумите и на социјалните мрежи каде што се шират медиумските содржини. Навистина, Комисијата за жалби ги разгледува, носи одлуки или мислења во зависност од тоа дали се работи за медиум кој е член на СЕМ или на регистерот на онлайн медиуми Промедија МК. Така што Советот може да даде само морална осуда и по правилата на игра за тие што се членки на СЕМ, медиумот би требало да се коригира, да ја објави својата корекција и да се труди понатаму да не го прави тоа. Не дека сите медиуми одговараат на тој начин, меѓутоа нашата цел е таа, да постигнеме што поголема стапка на одговор во медиумите на донесените одлуки од комисијата и ако може и што повеќе медијации, самиот поплакувач, односно подносител на пријавата и медиумот да се спогодат, да се разберат некаде на половина пат од овој процес, секој да ја свати својата улога и да има извинување. Кои домашни ентитети може да ги издвоите како креатори, односно носители на дезинформациите, пропагандата, хибридните закани против демократијата, безбедноста и стабилноста на нашата држава? Ако зборувам за медиумите, имаме пред очи извесен број медиуми кои сите сме свесни дека од време на време потпалуваат, поттикнуваат непријателство и тензии во општеството и преку дезинформации. Дали се играчи на страни и земји кои тоа им е целта, нестабилност во општеството и недоверба и разгорување на оние теми кои се секако запалливи во една средина, кај нас тоа се меѓуетничките односи најчесто, или политичките теми, посебно во период како што ќе следи сега предизборен, ние тоа не можеме лесно да го откриеме, можеме да предпоставуваме и по движењето на финансирањето на таквите медиуми, дека постојат. Меѓутоа, треба читателите, корисниците на овие содржини да се подигне нивната свесност за оваа потпалувачка намера и полесно да ги препознаваат. Факт е дека нашето население многу често чита и пренесува од соседна Србија такви вести кои се комплетно непроверени или јасно дезинформации,
Меѓутоа, има се уште дел од населението кој е многу подложен. Јас пак би рекла и би упатила еден апел дека подигнувањето на сеопштото образование. Прашање што треба да се направи, односно кои општествени чинители можат да и треба да се соочат со дезинформациите и малигните дејствувања во државата. Што е тоа што му недостасува на општеството да се подигне малце свест? Ако станува збор само за дезинформација во медиумите, тука е целата медиумска заедница која треба да дејствува. Но ако станува збор за хибридни закани, се разбира дека институциите од Министерството за внатрешни работи, разните агенции за разузнавање, дека тие се тие кои треба да преземат и да го предупредат населението. Јас како новинар со години исто така прашувам на кој начин влегува во земјава тоа малигно дејствување, особено бидејќи со години се нагласува руско влијание. Може би делува наивно новинарското прашање, посочете ни некој пример за населението да препознае. До сега не сме добиле многу конкретни одговори и јас можам да направам споредба дека многу повеќе знам за деталите околу личности кои се прогласени за шпиони и протерани како руски шпиони од други земји во Европа, отколку кај нас. Повеќе знам за личности, пред кратко време беа протерани од Британија уште двајца, за едната жена беше дадена цела приказна каде живеела, како живеела, во која средина се движела, на кој начин прибирала информации. Ние никогаш не сме добиле такви детали за некој од протераните личности од оваа земја. Може би треба. Јас не сакам да навлезам во безбедносните протоколи, но мислам дека треба за населението да препознае, може би ќе препознае навистина во својата средина, во својата институција, ако има такво влијание, па да се спротивстават. Пак ќе речам, некоја координирана акција. Како да се соочиме со оние медиуми кои што немаат импресум, кои што немаат име и презиме, а сепак се во медиумскиот простор, имаат интернет портали и шират најчесто се тие креатори и ширачи на дезинформациите. Вие како институција не можете ниту да им доставите представка, ако некој... Да, за да бидат членки на СЕМ, особено ако станува збор за онлайн медиуми, да бидат членки на регистарот Промедија МК, секако треба да имаат објавен импресум, а од неодамна важат и построги правила, односно да имаат барем двајца вработени, да објавуваат маркетиншките нивни протоколи, продажбата на простор, има уште неколку точки. Ако немаат импресум, едноставно не можат да бидат членки и не можат да се пофалат дека се во друштвото на медиумите кои доброволно велат дека ќе ги почитуваат правилата на игра, кодексот на новинарите и насоките за известување. Ние се обидуваме да ја убедиме и бизнис заедницата, кога плаќаат реклами во онлайн медиумите, да го имаат предвид сето ова и да знаат дека членките на Промедија се тие кои сами се заложиле да ги почитуваат правилата. Се случува некогаш и тие да прекршат, меѓутоа се подложни на целиот оној процес на саморегулација, како што го нарекуваме. Овие медиуми кои немаат никаква ознака, не знаеме од каде доаѓаат, не знаеме кој ги пишува, навистина не би препорачала некој од бизнис секторот да се рекламира таму, или од политичките партии, наскоро ќе има тепачка за рекламирање. И веројатно тие и не се засегнати ако некој не се рекламира или си имаат своји рекламери, меѓутоа и на тој начин јавноста може да препознае за каков медиум станува збор. Секогаш, се додека не е регулиран овој простор на онлайн медиумите, а не само кај нас, туку и во светот, ова е глобално прашање, ќе остане една сива зона. Колку што знам, јас во моментов се
сугерираат реформи на законите за медиумскиот простор, законот за медиуми и законот за АВМУ, и знам дека има предлог за минимална регулација на онлайн медиумите, па дури и ново формираната групација на онлайн медиуми се залагаат и сами бараат да бидат регулирани, токму заради ова да бидат издвоени од овие доджи играчи, како што ги викаме, во медиумскиот простор.